Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место, зошто? Бидејќи во наредните 90 минути вечер имаме телевизиско интервју, кастириот Реджепи, киднапираниот пратеник, уценетиот пратеник, пратеникот кој беше споредуван со Бајрам Амди, кој е купен, уценет или киднапиран, на кој му е понудено, како вели Александар Николовски, сребро или олово, и на крај одбрал сребро, па го споредува со Бајрам Амди, па дал гол со пета, па ги продал интересите коалициони, па не дозволил да се ефектуира народната волја на гласачите кои гласале за промени или гласале за опозицијата. Значи мноштво на шпекулации, мноштво на работи кои се кажа. Вечер има едно ексклузивно интервју со многу пикантерии кој всушност објаснува што де факто се случуваше во тој процес и тој обид за промена на власта во Република Македонија. 90 минути одлучен интервју, останете со нас, погледнете, нема да зажалите. Добро вечер, кастириот Реджепи. Добро вечер. Се извинувам што не сте позади бела позадина, бидејќи вас ви одговара можеби повеќе пред бела позадина да зборите. Па се едно, значи сум били пред бела позадина и пред други позадини, значи не е проблем. Меѓутоа станавте познат со бела позадина, како велат. Застанат пред бела позадина, веројатно некој со калашников од страна на напишан текст кој вие само го прочитавте како Бранка Станковски или како спикер, исплашен човек, како велат, киднапиран, исплашен човек, бела позадина напишан текст кој е недостапен и за коалиционите партнери, и за партиските другари, а и за вашата фамилија. Што се случува со кастириот Реджепи? Да, значи јас мислам дека сум познат и пред тоа, но дефинитивно со ова случка сега ме знаат уште повеќе луѓе, пошто се зборуваше за мене. Бев пред бела позадина за да без други детали, пошто не сакав да се открие локацијата кај што бев. Значи бев во дом на еден мој близок пријател, пошто таа ноќ не спиев јас таа ноќ, планирав како да го изведам, размислував да одам во собрание, на крај решив дека најдобро да се засолнам, да не бидам недостапен и за да не се види препознае во која локација сум, за да има последици пријателот многу близок што се бавлувам. Затоа бев таму, но уморот беше поради ненаспаната ноќ пред тоа, додека текстот беше пишуван од моја страна диктиран за да имам некои поенти кои го напиша мојата сопруга, многу лош ракопис и 9 пати снимав и на крај една верзија значи ја пуштив. Значи дури 10 пат. Значи да, 9 како ми градоначалникот од Зрновце, кој 15 пати тоа на видео може да се гледа на YouTube, 15 пати чита и да напишам говори, не може да го прочита. Тие што ме познаваат во мојата политичка активност, значи кога сум читал, тогаш лошо било, инаку имам секогаш должам говори без писани белешки. Господин Реджепи, Белзит има и мала речица. Белзит има и во Струмица во хотелот Вила Парк, кај што заев ги прима луѓето. Да не сте биле во Мала речица, да не сте биле Вила Парк во Струмица, бидејќи таму има бели зидови, можеби не сте биле кај некој пријател. Ако уморен сте биле да не ве возеле по ГПЦ, да не ве возеле по автомобили. Значи се наоѓа во Скопје, во стан на многу близок пријател. Зашто формулацијата која употребува Александар Николовски, со него нели ги водите преговорите, потпредседателот на ВМРО ДПМН, тој вели дека Калашников може да бил ставен или под притисок на оружје, дека сте киднапиран и дека било понудено сребро или олово, како што им нудел овој наркокланот во Колумбија, дека вас било понудено или сребро или олово и дека вие сте биле под притисок тоа да го прочитате. Што де факто се случува со вас? И втората поента која е дека освен Билал Касами, дека вашиот син отишол во полиција и пријавил дека вие сте исчезнат. Ако сопругата ви го пишувала ракописот, односно го пишувала текстот со лош ракопис, можеби таа била под некоја трема и таа била под некој стрес. Синот вас знаеше ли кај сте? Значи има, го слушнав делот од интервјуто или емисија на господин Николовски, таму бе изречени неколку невистини, меѓу кои дека и мојот син ме пријавил, значи мојот син беше со мене, другиот една престојка и посета кај сестрата. Пријавата е извршена од страна на мојот шура, на братот на жената, кој исто така е дел на партијата Беса, и поради тоа што господинот Касами не може да ме пријави како исчезнат, пошто знаете процедурата е само член на семејството може да пријави, значи го повикале и него, а он бил таму и во моментот кога ние отидовме во таа локација и пратив порака на мојата сестра и ќерка заедно со синот дека ќе бидеме окей, но ќе бидеме недостапни.
во целата ситуација сопругата пропуштила да ги информира братот незин и незините родители и тие стварно влегле во таа еуфорија како целиот можеби народ. Значи ваш шурата ве пријавува. Значи шурата е дека човекот. Дека сте исчезнат. Он впрочем ја пријавил дека сестрата, мојата сопруга значи, дека се. Пријавува дека вашата сопруга е исчезната. Да. И со тоа ја. Таа ви го пишува горе. Значи синот Не, вас она јас диктирав, значи, ја прашав каков ти е ракописот, постоја многу лош ракопис. Значи синот вас не ве пријавува. Значи тоа Не. е едната теза. Едната- Освен билалка сами, значи, дека вашиот син не да. знае кај сте. Да, сте тезата недостапени, и дека тоа синот ваш не ве точно, пријавува. значи не ме пријавил синот, едниот син помалиот беше со нас, заедно со сопругата и мајка ми. А другиот син е на посета во престој кај ќерка ми после локалните избори за да се одмори, пошто исто он дел на движењето БЕСА активист, отиде таму и се погоди и тоа беше добар момент за мене. Господин Режипи, значи вие со сопругата и со вашата мајка, Има и помалиот син. помалиот син, сте на таа локација. Да. Таа локација во Скопје? Во Скопје, да, во Скопје. Значи вие размислувате дали да се појавите во парламентот и да се обратите пред Точно. пратениците Да. или да бидете скриени. Значи, јас таа вечер размислувам како да направам, како да действувам. Значи, мојот став таа вечер пресеков дефинитивно, како ќе биде одлуката. Во текот на емисијата може да давам аргументи кои сум ги кажал, некои кои беа нели динамиката. Позадината што се случува, каде сте вие? И навечер, јас цела вечер не спијам и размислувам да одам за да држам на крај говор и да гласам. Или, но, знаејќи дека имам информација дека, пошто имавме координација во собрание ден пред тоа, 2 дена пред тоа, дека нема да учествува мнозинството. Во тој случај само јас единствен ќе бидам заедно со 60 пратеници, други во салата која јас се треба да гласам против или воздржан. Значи не се работи за пратеници од скандинавските земји. Знаеме 27 април, знаеме и сега во овој состав, кога имало случај кога се бркала пратеничка со микрофон по салата и многу тензични ситуации, ја проценив дека ќе бидам загрозен. Да. Имало ли Калашников? Не. Кога давате изјавата? Не. Кога читате изјавата? Не. Бидејќи вие сега сте со обезбедување, поради што некој вас би ве обезбедувал сега? Да, точно, значи Која е закана? Која е закана која е по вас што на пример би ве обезбедувал? Или некој сега ве обезбедува бидејќи вие треба да бидете конструктивен, да бидете кооперативен, се говорат за сини торби, се говорат за одредени купување на пратеници, суми од 1 милион, 2 милиони евра и така натаму и така натаму. Се појавува некој албански портал кој вели дека сте уценети со снимка на Изет Меджити од изборите 2017 година. Не знам кој е тој портал, можеме и да го цитираме или можеме да го видиме. Е слушна ви таа дека вашиот, бидејќи тогаш бевте една партија БЕСА и алтернатива, точно. дека кандидатот на БЕСА, кандидат за градоначелник 2017 година во ЧАЕР, губи бидејќи вие за Висарганию работите и правите предавство уште тогаш во рамки на структурата. Ајде едно по едно да ја преме. Некој вас ви има киднапирано? Дали сте вие киднапиран, првиот киднапиран пратеник во историјата на Република Македонија? Имало пратеници кои ги носеле со хеликоптери во Молика, дали сте вие биле киднапирани? Значи не бев киднапиран, ме врашавте зашто имам јас обезбедување, кажав и во други прилики, значи телефоните ми беа исклучени од кога се заврши денот, ги углушив телефоните за да јавам, да комуницирам и видов дека имаше неколку закани по живот. Од кого? Па од лица кои веќе се пријавени се врши се води постапка? Постапка, да, значи не се функционери некој, меѓутоа реални лица? Реални лица, тоа беше ме изненади, значи реално лице. Што ги познавате? Не ги познавам, значи видов, значи го пријави со информација, но видов во Facebook од каде и така натаму и сега знам од прилика кој што е. Нема да дам детали поради нели постапката и во тој случај по службена линија, значи како пратеник со имунитет, ми се доставува обезбедување. Бидејќи шпекулациите беа, тоа беа и пред вториот круг на локалните избори, дека екипа на Рамош Харединај, кој присуствуваше нели на отварање на овој изгейт, дека екипа и близко бевме тука во дека екипа на Рамош Харединај е присутна во Македонија, дека е повикана од Али Ахмети и дека таа екипа треба да работи на обезбедување на парламентарното мнозинство. На колумбиски начин, како што вели опозицијата, со калашникови, со олово или сребро што ќе се понуди, со торби, со пари и така натаму, дали екипа на Рамош Харединај вас ви има киднапирано, или екипа на Али Ахмети ви има однесено на локација, ви има стајано кај Белзит
и ви има дајано што да прочитате. Искрено да ви кажам, немам ни информации дали имало екипи или не, значи не навлегувам во тоа, но во мојот случај поставив моите убедувања, кога го анализирате мојот бекграунд, ќе знаете дека ова е единствената одлука што би ја земал во тие околности во тој ден, без присила, без притисок, освен сугестии што сме имале во текот на целиот процес од колеги, од други функционери со кои сме биле во коалицијата и со кои се уште сме де јуре, значи и политички субјект Движење Беса, пошто нема одлука официјална за легување од коалицијата. Значи, освен тие што се јавувале, што се случуваат, па да ни кажат дека можеби е грешка и преурани овие потези, немало притисок од никој и не морало да има, зарем за НАТО и за ЕУ, некој треба да врши притисок. Што се десува до сумите така натаму што ги спомнавте. Значи чита во некои портали ноќ пред тоа дека известен пратеник од албанската опозиција дека бил под притисок, закана и дека 1.200.000 му се нудело, па се јавил во американска амбасада за да бара заштита за неговиот живот. Значи овие се спекулации, информации. Колку ви е вас понудено? На мене не ми беше понудено ништо, да. Пробоно, значи. Доколку функционирав јас така, сигурно дека од другата страна, значи, ќе имаше многу повисока понуда. Што сте вие? Вие сте киднапиран, уценет или платен, бидејќи тоа се трите тези. Да, јас сум... И една иста политичка структура во исто време ги употребува трите тези: киднапиран, уценет, платен. Значи не може во исто време да бидете или киднапиран или уценет или платен. Значи една работа ќе биде завршена. Или вие толку сте несигурен што морале по три основи да ве обезведат. Да, или да ви интабулират по три основи. Можеби тие субјекти што ја водат оваа теорија, може има таква пракса во минато, така функционирале, јас не знам. Но за мене јас сум пратеник, народен пратеник, кој има уставно право да одлучува, да гласа, да не гласа, да не учествува по слободното убедување. Значи, ова е загарантирано право. И не знам зашто цела ова фама и тој ден и после тоа да се зачуди некој дека Касиот Реджепи постапил како што има уставно право како народен пратеник. Рековте дека ако сте сакале пари, ќе сте ги добили од другата страна. Другата страна правеше ново мнозинство. Точно. Нормално е тој што прави или тој што купува играчи. Например, кога дојде Реал Мадрид да купи некој играч, плаќа многу повеќе отколку играчот или клубот кај што игра тој играч. Што е сосема нормално, за да смените средина, да направите трансфери, ве секогаш барате повеќе пари за вас, за менаџерот, за самиот трансфер и така натаму и така натаму. Нудеше пари ВМРО ДПМН. Значи на мене не ми е понудено пари директно, значи јас сум... Што ви било понудено? Значи, од ВМРО, контакти не сум имал со ВМРО. ВМРО покажа многу пари на терен. Значи, ВМРО ДПМН знам или воопшто, значи, за овој проект, јас сум слушнал, нели, како, нели, што има теорија од една страна, има од друга страна. И пред изборите, значи, се слушавме дека се оди all-in, иако ние имавме all-in на некој начин мото, од страна на ВМРО со сите капацитети и се беше стајано во функција. Логистичка подршка и финансиска и од разни центри, дека тука, значи, се спремни на се, но директно на мене не ми е понудено, бидејќи тие до последен момент не сватија дека ја не би ја подржил таа иницијатива. Господин Реджепи, два играчи се клучни во правење на тоа мнозинство. Тоа е Ербен Таравари, градоначалникот на Гостар, втор човек во Алијанса на албанците, и тоа е Александар Николовски, втор човек во ВМРО ДПМН. Располагат со многу средства, располагат со многу линкови до Будимпешта, линкови до Анкара, односно до Истанбул, линкови во Белград. 3 дена после неправењето на мнозинство, Христо Мицкоски ви се појавува во Белград. Се појавува на српски телевизии, се појавува на српски медиуми, нели? И се тоа треба вие да го објасните кај албанците. Се повикуваат на одреден легитимитет, дека народот го дал легитимитетот на одредена групација која треба да ја преземи власта, меѓутоа 3 дена после неуспешното гласање или рушење на владата имавме избори во Дебар, каде што победи кандидатот на ДУИ, подржан од СДСМ, подржан од владината коалиција. Што значи дека ако судиме со изборите во Дебар, легитимитетот не отиде на страна на опозицијата. После првиот круг водеше кандидатот на опозицијата, после вториот круг победи кандидатот на власта. Како вие тоа ќе отолкувате? Некој кој сака да направи мнозинство, 3 дена после неправење на мнозинство, да одбери првата посета, да он биде во Белград. Како вие, како албанска политичка партија и коалиција која застанавте, бидејќи поентата беше вие се згрозувате или не можете да објасните пред гласачите
присуството на Левица и на Димитар Апасиев, а можете ли присуството на ВМРО да го објасните? Можете ли присуството на маđуриските кандидати на Никола Груевски да ги објасните како би правиле коалиција со нив, кога преку шарени револуции, преку разни други револуции ги симнувавте од власт? Значи, прво, мислам дека мојот став е дека локалните избори не треба да бидат како референдум за парламентарни избори, иако за жал тука се створи таа атмосфера. Дури премиерот Заев предрансуваше со тоа што кажа дека колку изгуби во Скопје неговиот кандидат, дека ќе се повлече и даде уште еден буст дополнителен за целата ова фама, што се однесува до објаснувањето на партнерство. Хрватски имаме. Значи, еве Загреб во Хрватска, ХДС изгуби во Загреб. Не е проблем, нема да одиме подалеку. Еве за албанците, значи како пример, како еуфорија, како рол модел, значи на политичар успешен и чесен и што треба да се следи е Албин Курти кој нели победи на минатите избори. Сега изгуби неговата партија, значи скоро сите општини, значи имаше многу лош резултат. Никој не прашува, не размислува дека треба да премиерот Руте, колку што имам информации, никогаш неговата партија не победила на локални избори. Не се локалните мерило но кај нас секоја случка да. Да, се направи една хистерија. Што се однесува до ВМРО, ДМР. И таа хистерија го сомили. Да. Го сомили СДСМ, го сомили Заев. Точно, значи го сомили јавното мислење во Република. Се фати во таа еуфорија, оставката на премиерот, значи остави ситуација да немаме кормилар на владата, но и на најголемата партија од владичкото мнозинство и отвори брисан простор за овие други комбинации да се размислуваат. Мислите дека ако не беше оставката на Заев, немаше се размислува за ново парламентарно мнозинство? Видете, тие опозиционите партии легитимно и нон-стоп тврдат дека ќе има и размислуваат. Но зборувам за движењето Беса, чив дел сме ние и ние нели бевме клучни за тие да формират и вака на писмено иницијатива, иако тврдат дека ќе има и други пратеници од другите партии од мнозинството. Ние до моментот, до 2 дена пред да се соберат подписите, ние имавме координации во тесното раководство на партијата, во кое бевме категорични дека продолжуваме со ова мнозинство, дури имаше силни тврдења, за кои па јас имам друго мислење, дека не може да има ново мнозинство без легитимитет од парламентарни избори, а тоа што се случи е 2020 година парламентарни избори. Дури се не посочуваше примерот во Косово, каде што Демократскиот сојуз на Ибрем Ругова партијата, значи актуелно е сега Lumira Abdžiku, нели? Направи промена од со партијата на Thaqi, нашем Thaqi, направи коалиција, ново мнозинство со партијата на Ругова, и сам Мустафа, мислам дека ше председател, и на следните избори дебакал, значи изгуби, и ми се кажуваше мене од колеги, од истите тие што после тонку инсистираа за ова ново мнозинство и сега инсистира дека по секоја цена ние не треба да бидеме дел на мнозинството. Значи, до 2 дена пред тоа бевме на тој став. Имаше изјава во владите координации дека остануваме. Преку ноќ се менува ставот. Ќе дојме до тоа, ќе прашам. Да, и само да ви кажам што се однесува до ВМРО, како ќе го... На колку документи сте вие подпишани? На колку листови со пратеници кои барат смена на власта се вие подпишани? Александар Николовски покажуваше 4 такви примероци. Точно, да. Значи на 4 листа сте вие подпишани? Значи, имате обичај, например, да се подпишите и после да го негирате, да го повлечете подписот, например, кога ќе земате кредит од банка, или кога ќе се регистрирате со вашата сопруга, одите на матично и се подпишувате. Точно, да. После 2 дена од подпишување на брак со вашата сопруга, вие рековте, не важи мојот подпис, се предомислив јас, цела вечер не спиев, па сте излегле пред некој бел зид тамо, па сте прочитали, сте прателе по сватоите, по татко и по мајка и така. Имате ли обичај вие да подпишувате? 4 пати сте се подпишале? Многу легитимно прашање и ова е значи дилемата како може да се подпиша. Дури господин Николовски на една емисија кажуваше дека сум подпишан на 4 и сум инсистирал да бидам на 61-ви. Сум инсистирал. Со не е точно. Да бидете последен што ќе ја сруши владата како 61-ви подпис, тоа е поентата. Видете, господине Васко, значи на сите тие документи што кажувате, што се подпишувате, има и наслов, се знае дали се за завенчање и така натаму. На што овие 4 лист ние подпишавме на 4 листи
без наслов, не се знаеше за што се работи. Како може да потпишете? Кажувајќи, работите по невладини, сега ќе ви објаснам. Како може да ставите подпис на нешто за што не знаете дека сега се ви објаснам. потпишувате? И токму тука лежи зајако што народно Што кажано. потпишавте вие? Значи, ни беше прво, ја ви кажувам, ноќ пред тоа ние сме со став продолжуваме. Тој ден треба да се Вие сте како Беса. Беса, да. Имате потесно председателство. Да, значи председателот, подпредседателите, меѓу кои еден сум јас, генерален секретар, секретарите, организационен секретар, секретар на влада Сенка и така натаму за стратешки политики. Ние велиме продолжуваме во тој момент во коалицијата. Еден во коалицијата, во еден тој момент имаме информација дека еден не присуствува, еден од пратениците, дека он не сака никако да продолжиме пошто е незадоволен со Сака доди со ВМРО да помане. Па не беше кажано тоа, туку дека не сега да продолжи, да се видат други опции. Значи од 4 пратеника Од 3, пошто сами се откажа, значи од 4 станавте 3. Да. Сега значи од 3 еден сака да излезете, да направите ново мнозинство или не е за СДСМ? Инсистира да не бидеме во мнозинство со СДСМ никако. А вие двајца останати сакате да бидете во мнозинство? Сите други, вклучувајќи ги председателот и генералниот секретар. Арјанит Хоџа. Арјанит Хоџа, генералниот секретар, значи излегува и дава изјави кои имаат координација владата, кажува дека продолжува ова мнозинство. Постана средба со Артан Груби, со Зоран Заев. Да, сите партнери. Сега требаше утре дента ние да седнеме, да го убедиме пратеникот, колегата, дека нечени вака треба продолжиме, дека Значи вие треба да го убедите да останете во влада. Да. И јас станувам тој ден и очекувам да одам во собрание. Наместо тоа ми се кажува дојдете во седиште во 2 имаме состанок, само да довршам многу се побрзува со работата на подписот. Кој ден е тоа? Значи ова е денот кога се сликата од кој излезе. Во тој ден зборуваме. Тој е петок. Дали петок, да, точно петок, да. Значи петок. Во петок на место да одам во собрание, се убедам, добивам информација дека еве тука сме ние, дојде партиско седиште. Дојде во 2 во партиско седиште. Каде ви е партиско седиште? Спротив општина Чаир во Христо Дентовски Карпош 84А. Значи таму нешто. Да, во општина Бутел паѓа, значи таму ние централно седиште на партијата, значи Движењето Беса, централно седиште е во Скопје. И јас одам таму, во меѓувреме пристигнува и други колеги, генерален секретар меѓу првите и во тој момент му добива телефонски повик, изборува со некој на албански и му одговара еве тука се дојде, прати кој ќе дојде, ама дали се другите потпишани. И ја го прашувам со кого зборуваш, он ми кажува дека зборува со Таравари и во тој момент јас дознавам дека ќе дојде некој за да добиеме ние за да потпишеме за да дадеме потписи 61, значи со ВМРО и другите партии. И ова е многу важен момент. Значи јас како подпредседател, како пратеник, како една од фигурите во партијата кој од основач сум бил носител на процеси, не може да ми се каже ќе дојде некој да потпише. И сега ви ќе прашате па зашто дозволуваш? Зашто потпишавте? Не, тоа ќе дојдам на крај до тоа. Вие сте подпредседател. Ќе дојдам до крај на тоа. Меѓутоа, многу околности се припреми теренот, се работеше пошто ја бев и кандидат во локалните избори. Имав за Чаир. Во општина Чаир. И изгубив и имав наши вратене во екипата луѓе што беа блиски до господинот министер и генерален секретар, кој ме саботира, ја на неколку наврати сум пријавил кај него дека тие се одат по тоа теорија дека јас треба да изгубам за да ми падне мене моќта политичка во партијата. И сега да скратам, само да ви кажам за подписот. Само што. Да. Дали помеѓу првиот и вториот круг на локалните избори, кога ја го изгубивте во Чаир, да, вие се залагате за коалиција на локални избори со ВМРО да помане? Информациите од вашата партија се дека вие сте најгласен помеѓу првиот и вториот круг на локалните избори, а и сте дале некое телевизиско интервју, каде што се залагате во Тетово и во други места каде што има кандидати на Беса во вториот круг на локални избори, вие да коалицирате со ВМРО да помане. Да, ќе објаснам и ова. Дали вие сте најгласен за коалиција со ВМРО? Но тоа што беше кажано дека сум најгласен, значи јас не сум имал прилика за да пуштам глас и да зборувам, пошто сум бил исклучен од овие процеси, значи директно во комуникација бил
Аријанет Хоџа со Александар Николовски, не знам со кој друг и со Арбен Таравари. Снимени со Арбен Таравари. Да, Или на средба во кафана. Во Тетово беше таа, ако не се лажам. Зашто се работи, пошто има и оправдување од моите кои сопартици кои сега вршат кампања против мене, кои вршат моби према нашите активисти и членови кои се блиски до мене, што ги знаат како личности, и една кампања јака против мене, тие кажуваат дека и ние само сакавме да го исполниме тоа што Кастриот го бараше. Во една емисија, еден медиум, на прашањето колку нас битно Тетово, со оглед на тоа што и Скопје е битно за коалициониот партнер СДСМ, а ДУИ мора да им помогне во Скопје, тие треба да се позиционират. Во моето раскажување дека соработката треба да биде врсувана на принципи и затоа коалиција не може да се формира, ново мнозинство да обстои, бидејќи немаше никаков принцип. Тоа ќе дојде. Имаше принцип. Да се сруши ДУИ. Тоа ви беше клучен принцип. Ама не е тоа. Да го срушите ДУИ. И да може да растурите структурата на ДУИ во институциите на власта, бидејќи тоа е нели оправдањето зашто губите 20 години албанските партии. Не е принцип само рушење на ДУИ, а немајќи прегледност што понатаму и како. И во тоа ќе дојдам. Значи, во емисијата кажувам дека треба врз принципи да функционира соработката и партнерството, што бевме и ние, СДСМ и ДУИ, нели, партнери, требаше неутралност. Во таа емисија дека треба да коалицирате со ВМРО сега, во Тетово. И на крај велам, ако сакаме да видиме по бројки, дека на СДСМ требаат бројките на ДУИ, заради тоа треба да им ги дадат за во Скопје, треба им ги дадат гласовите на ДУИ во Тетово, против Касами, што е коалицион партнер од заедничка листа, што е бил носител во 6-та изборна единица. Во тој случај јас поставувам прашање, зашто ние не би ги земали гласовите на ВМРО, со кои ги имале сигурна победа, и не би со можност на формирање ново мнозинство. Ова беше кажано за две работи. Реторичко прашање зашто, за да пратам сигнал до СДСМ дека треба неутралност да има максимално, а од друга страна и да ги стимулирам ВМРО со надеж за да работат како што работеа и со гласовите на ВМРО меѓу другите се обезбеди победата со 5000 разлика на господинот Касами со Теутала Рифи. Уште еден детал. Значи, после средбата на Таравари и Хоџа, кај што пија кафе и руши, кај што има, и рекоа дека не зборувале за политика. После камерите. Да, после тоа се кажува дека Алијанса ќе ние излегуваме со став дека ќе ги поддржуваме кандидатите на коалицијата на Алијанса, кај што се, бидејќи Thach направи договор со Ахмети меѓу два круга, и ние велиме тука се скрши принципот на неутралност на ферплей, чим вие со Thach правите се појачувате за Тетово, ние сега ќе се појачаме заедно со работка со Алијанса и први ние даваме пресконференција како Беса и кажуваме дека ќе ги поддржиме нив. После тоа Таравари излегува и вели ја поздравува поддршката од Беса со тоа што не треба да падне ДУИ само на локално ниво, значи во Тетово, треба и на централно ниво. Значи ова е еден детал. И ја во основа на ова кажување, јас ја хронологија кажувам на случување да имам статус на Facebook, се уште стои, и на крај пишувам што се однесува до кажувањето на ДУИ, на Таравари дека ДУИ треба да оди во централна власт во опозиција, еден ден поскоро треба да се случи и ние како партија се формираме во тоа. Дали вие воопшто знаете дека Таравари и Хоџа разговарат, дека нешто се договарат? Вака кога ве слушам сега... Не знаеме дека разговара за соработка и за поддршка за локалните избори. Во гостивари во Тетово. Не сум имал информација дека разговарале и за ново мнозинство и не сум имал информација дека во ова форма и во овој момент и со ова инсистирање. Значи јас сум надвор од информацијата. Освен што е министер за земјоделие, генерален секретар, јас имам чувство дека и шеф на штаб беше во тој момент прва личност на партијата. Да. Јас имам чувство дека Аријанет Хоџа ви е главен во партијата. Имате вие направено смена во партијата, сменете Билал Касами. Главен ли е на Аријанет Хоџа? Бидејќи ако седнеме да анализираме, Аријанет Хоџа се сеќам уште некаде пред 15 години, Имер Селмани кој имаше неговата партија, тој беше портпарол на таа партија. И овој Скендер Реџепи што е сега од Алтернатива и тој беше во таа партија, значи влечи некоја линија натаму. Излага еден или два дена после локалните избори на она координација во влада, кај што повторно не присуства Билал Касами, туку присуства Аријанет Хоџа како во наводници лидер на партијата, вели стабилна владата, мора да се продолжи
со работата на владата, не може да се црпи мнозинството од локални, туку се црпи од парламентарни избори. На крајот на криштата вие бевте коалиционен партнер со СДСМ. 4 пратеника добивте вие со СДСМ. Мислам дека вие немаше сами да отидете ни еден пратеник да добиете, вие добивте 4 пратеника, се растурите, се разделихте со алтернатива. Имавте одредени пучови, конфликти, судски процеси, така натаму бевте не се согласувам, пошто на локалните избори сега добивме 26.000, што се сооднос повеќе од за 4 пратеници, се докажа дека движењето БЕСА има капацитет за 4 пратеници. Дали ќе беа вака распоредени во овие зони, тоа е друга работа. Главно, немате ли тоа е ствар на одговорност договор. према СДСМ, бидејќи знаете сега, вас ве прашуваат за морална одговорност за потписот. Да. Ама вие сте направиле изборна коалиција со СДСМ. Точно. Таа изборна коалиција која сте ја направиле, таа треба да трае 4 години. И вие после година и 4 месеци, па дури се сеќавате на изјавите на Христијан Мицковски, да не беа гласовите на БЕСА, ВМРО ДПМН ќе победеше на изборите. Точно така. Тоа е квалификацијата на... Значи, ние направивме разликата, ние на точно тие два разлика што беа пратеници се створија во 60-та изборна единица. Да предпоставите, логички да предпоставите дека со пари, авиони, камиони и со се што им стои на располагање, меѓународна поддршка, подземна, надземна поддршка и така натаму, Конрад Аденаер, кој или се уште не, дека ВМРО ќе инсистира да се растури коалицијата на СДСМ и на БЕСА. Значи, вие сте ловина во тој момент. Главна цел на нападот на ВМРО ДПМН. Ни ве растурија внатре, гледате како ве растурија внатре. Они, значи, легитимно од ВМРО да стремат кон тоа што правевте вие? За да го распат. Тоа е правевте вие? Тоа е клучното прашање. Која минира БЕСА и позицијата на БЕСА у 2 дена? Прво, ние зашто, дали сме коректни или не со СДС, мислам дека сме биле и од Задоволни ли се со коалицијата од СДСМ вие? Во моментот кога почна овој процес, Заев е поднесува оставка, а ние имаме договорено... Ама се извинувам се. Значи не се извинувам. Мандатари и председател на СДС беше Заев, тој преговарал. Ама вие имате коалиција со Заев или со СДСМ? Ние имаме со СДСМ, со председател Заев. Па утре може ќе го смените Билалка сами, како што мене ми личат работите, али Нит Хоџа се однесува како еден лидер на БЕСА. Дури мислам дека ВМРО ДПМН му има гарантирано поддршка, финансиска или секаква друга поддршка за да стане лидер на партијата. Бидејќи така да гризи Еренит Хоџа, не само за рушење на ДУИ, бидејќи кај Еренит Хоџа се гледа порив за рушење на СДСМ. И сега вие сте предавник, вие сте киднапиран, окей, еве да прифатам дека сте киднапирани, прифаќам дека сте предавник, сте биле на Белдис, некој со Калашников, ама првичното предавство што се прави е растурење на коалиција помеѓу БЕС и СДСМ која е изборна коалиција. Па тоа е првичното предавство кој вие го правите. Значи, тоа е Како може да растурите коалиција која пред 15 месеци сте направиле? Тоа е започнување и тригерот. И тоа со помош на Филип Рикер. Значи со помош на американската администрација. Ја поздрави таа коалиција Филип Рикер. Дека е, значи, немам информација, но мислам дека има представници на вашата партија средби со Филип Рикер. Нас сме имале ние со господин Рикер и ќе имаме понатаму, зашто во Вашингтон имавте средби каде што рефериравте за правење на коалиција, значи тоа се информации кои аз ги имам во архивата кои сум. Аз зборувате за оваа коалиција, мислев за новата што за коалиција, Да, точно, значи пред да ја направиме за прв пат историската коалиција помеѓу партија на албанците со партијата од македонците беше господинот Хасами во САД, се сетам со господин Ригер, што е висок функционер, и требаше после тоа веднаш да имаме средба и во Бундестаг со високи, значи, представници, но поради короната јас ги организирав како човек за односи со меѓународна заедница во партијата, но поради короната се одложија. Беше представен, значи беше поздравена. Сега, меѓутоа тој документ, тој договор. Се извинувам. Да. Значи, кој мотив треба да има Еренит Хоџа на коалиција која е направена и е поздравена од официјални представници на американската администрација, потенциран по некој, по 5 или 6 пат американска администрација, бидејќи американското влијание кај албанскиот политички фактор има многу поголема тежина отколку што има кај македонскиот политички фактор. Така. И ако ги гледаме анкетите, стратешки партнер за македонците треба да биде Русија, не ЕУ и НАТО, а стратешки партнер за албанците на анкетите што се гледа. Се Соединетите американски држави, кој мотив треба да го има Еренит Хоџа, какви лидерски амбиции, што све треба да му биде ветено,
за да може да оди на растурење на таа коалиција. Јас Јас ќе дом кај вас. Значи Јас, да, ќе поставам уште да. 15 пати прашам дали сте киднапиран, дали Не е стукана. проблем, но, не е проблем. но овде Јас мислам не дека можам- ребусот е Аријанит Хоџа. Мислам дека одговорот за ова треба да даде господинот Аријанит Хоџа, но очигледно дека значи, има некој мотив јак, поради тоа што го водеше овој процес и исто така повеќе ми е чудно, пошто од кога пропадна, кога во четвртокот, минатиот четврток, нели, не успеа гласањето за недоверба, кој јас не присуствував, се инсистира и понатаму да не бидеме дел на владиното мнозинство, што е нонсенс. Прво, нема одлука на партијата, второ, ги оставате луѓе во седило, трето, не сум слушнал за некоја партија која била во власт, сама се исклучува, барем да останевме, да не исклучат како што исклучија Алијанса на времето кога беа во коалиција минатата нели мнозинство, за да се виктимизиравме ко беса, за да добиеме поени за наследни избори, да имаме овие потези се нелогични, недозволување, несобирање на партиските органи, кај што јас треба да реферирам за мојата постапка и да решиме дали ќе треба да имаме следба или не, одбивање, значи, кој мене покренуваат сомнежи дека има некој мотив. Кој е не знам, точно дека господинот Хоџа, како шеф на штаб, значи беше главна личност за координација, пошто Касами беше кандидат, и де јуре Касами председател, но де факто делуваше и во една можеби таа еуфорија влезе на кај него, направи некои погрешни чекори, што во политиката секој може да греши, но треба да се исправи на крај. Вие сте исклучени од партијата, за да не може да присуствувате на партиските тела. Па мислам дека ова е Според некои интервјуа што сум ги гледал, Добре. вие сметате дека повеќе од 90% од членството и функционерите на БЕСА за останување во коалиција со СДСМ или во владена коалиција. И дека ако вие присуствувате на тие партиски средби, дека еден поголем дел на членството би застанал за вашата политика и за вашиот став, дека така јас ве разбирам дека вие сте всушност исклучени од партија за да не може да присуствувате на партиските средби. Прво сум исклучен тоест има една одлука објавена во Facebook дека ме исклучуваат за непочитување на политичка одлука. Политичка одлука немало, значи нема основа. Но јас, пошто поминавме во болниот процес на расход, нели, со сега алтернатива во тоа време членови на БЕСА, нема да водам значи ваква легална битка, не им го посакувам лошо, ќе го почитувам нивната одлука, но очекував дека барем ќе ме викнат да реферирам и за политички ставови, но и за човечките ставови и причини за случката во четврток, пошто чим ме пријавиле полиција, многу биле загрижени зашто не ме викна и приватно да се видиме, за да им објаснам, да им кажам дека можеби сум киднапирал или не. Спомнавте расколот со алтернатива. Точно, да. Значи, исто сценарио, Васко, исто дежаву, и да одговорам веднаш, и тогаш, не сакаше една група вршеше отпор да влеземе во влада со СДСМ и со ДУИ. Значи тогаш. И тогаш, ама група кои се сега истите кои изјавуваат дека не треба да влезат пак со СДСМ, значи има Каде е таа група? Во алтернатива. Таа е во алтернатива. Во алтернатива, да. А сега пак се појавува кога зборам за група за личности 1 2 3, сега пак двајца можеби се против, еден или двајца од БЕСА, за да не се продолжи и инсистираат да одиме во новото мнозинство. Другото мнозинство, другиот дел на раководството и на активистите гарантира на БЕСА и логички дека сакаат да останат. Зашто? Секоја партија се бори да биде Лете вас ве обвинуват, например, оној портал siri.net. Добро, па го презимат овие портали под унгарска контрола, кај што велат дека вие сте били причината за расколот внатре во партијата БЕСА, не ова БЕСА, туку она стара БЕСА која се подели на два дела. И дека се тоа изборите 2017 година, каде што вие застанувате на страна на ДУИ, правите предавство во структурите на тогашна БЕСА. Видите, расколот настана пред локалните избори. Зекирија Ибраим. Да, тој е господинот што и сега вели дека не треба да има коалиција со СДСМ. Тој заедно со генерален секретар Беким Салик, а генерален секретар и кандидат на алтернатива што изгуби на изборите, кој ја презема функцијата од Скендер Реджепи Зейд сега на сред мандат. Значи, тие двајца се против влегување, сите други се... Видете, ние сме биле колеги, имаме и размена на информации, но ги знаеме и ставовите. Ова е таа тројка, така?
Човекот Значи, во средина е не е официјално. Едниот е Закирија Ибраими, Да, вториот е Афрем, Афрем Гаши и третиот е Адан Исмаили, да. Кој Адан Исмаили е директор или собственик на Логос, Тамо се вработени тие. Тие беа Не, негови вработени. вработени, не знам дали се уште, значи се легално и добиваат плата од него, биле на времето, нели? И е собственик на тој објектот горе кај Рубин Кармин, што го нарекуваат главен ердоганист во Република Македонија. За тоа не може да коментирам, но главен или не е главен? Но знам дека во бордот на таа институција што беше горе во зградите на поранеше Рубин Кармен, жолтите згради под Кале. Знам каде е тоа. Во тој борд и во тие први активности били Синиша Алексовски, значи присутен до господинот Адан Исмаили. Да, Синиша Алексовски, човекот главен за безбедност на Ѓорги Иванов. Точно така. Ѓорги Иванов еден ден после локалните избори се среќава, има официјална средба во Истанбул и Анкара со Чавушоглу, министер за надворешни работи на Турција. Тоа е таа линија која оди кон Александар Николовски, на директна линија го има Александар Николовски, министерот Чавушоглу. На директна линија го има и Арбен Таравари. И јас со месеци на нас во емисиите говорам за таа линија. Кои се некои триаголници Белград, Будимпешта, доле Анкара, односно Истанбул и така натаму. И тоа е таа структура која ви прави проблем во целото време на трајање на партијата Беса, од изворната Беса до денес. Од основање и расходот беше заради тоа што господата на сликата сака да ја контролираат партијата апсолутно, нешто што се случува и сега во ова Беса. Ова стварно ми е чудно. Тогаш ние со овие луѓе што ме исклучуваат, заедно сме се бореле пред тоа, за тоа тие да го направат истото сега према мене. Закирија Ибраими е човекот кој на 27 април ја пееше химната. Ја пееше албанската химна во македонскиот парламент. Точно. И тука е капислата за да се случат оние настани, а Зиден Села ги дава најбруталните изјави. Артифицијална нација се македонците, дека требало 4 паритетни држави после Балканските војни, Лондонската конференција. Значи со серија изјави како што вели Никола Груевски ги иритирал гласачите на ВМРО ДПМН и симпатизерите дека тоа било причината за тепањето на 27 април. Кој штокхолмски синдром е направен? Луѓето кои биле тепани да прават коалиција со луѓето кои биле тепачи, значи пеачите, овој што е од алтернатива, тепаните, тепачите прават коалиција да го струшат Дуи. Мислам, видите, ова на некој да му го објаснувате, нема да ве разбери. Кога нема принципи на водење на постапки и исклучување на соработка и коалиција, туку се прават само во принципот на што побрзо се дојде на власт по секоја цена, тогаш и овие детали што ви ги спомнавте се голтат и се пресохнуваат. Инаку нормално не би требало да има ни мислење на правење на коалиција на вакви комбинации. Од кога не се направи мнозинството, а ќе се вратиме пак на мнозинството, на Марк Руте, улогата и така натаму, но кога веќе спомнавте едно име. Едно име кој се појавува на Твитер под псевдоним Демир. Вие го спомнавте името кое е, но ајде да не испадне дека ќе ве донесам во некоја непријатна ситуација, судски спори и така натаму. Значи таа личност Демир, која се нарекувам завиша филм групација, која е безбедносна блиска до ВМРО ДПМН, е безбедносна многу блиска до Ѓорги Иванов, вас ве дефинира како припадник на селафистичко движење во Република Македонија, представник на муслиманско братство и на организацијата Класија на добрината. Дали сте вие представник на муслиманско братство, еден радикален ислам кој се спроведа тука во Република Македонија, и од кога не направивте мнозинство, тогаш им текна дека треба да бидете така обвинувани? Видете, они... Селафистичко, значи вахабистичко, за да може македонците да разберат. Значи, ние кога бевме заедно, бев добар, така? Да, тоаш бев одличен. Да. И после тоа... 61-ви, бевте гол со пета што ќе му дајте на СДСМ. Не, кога бевме заедно со движењето Беса, без да пред расход бев добар. После тоа кога се поделивме, господинот Африм Гаши во Алфа телевизија дава изјава за парламентарни избори и кажува во листата на СДСМ, на коалицијата, има едно лице што е исламски екстремист. Тоа сте вие. Значи, јас знав дека алудира за мене, меѓутоа тоа помина. Сега и со ист вокабулар, нели, господинот дотичен
близок пријател на господин Исмаили и до ВМРО ДПМН, оди со истот вокабулар, значи јас Па дури ја тагнуваат американска амбасада, што ќе правите со селафистот, Кастирот Реджепи. Од друга страна има, нели, сега се спомнува тука неколку организации, не може да бидеш не можеш во сите да бидеш, треба да бидеш во една, пошто ти контрадикција една со друга. Значи јас сум еден граѓанин на Македонија со муслиманска вероисповест, практикувам тоа што е приватно, значи приватно право и приватна обврска, значи за луѓето што се верници. Меѓутоа, јас политичкото школување сум го имал во САД. Уште од 94-5 година јас сум дел на невладени организации, сум прв локален став на NDI, 12 години работам после тоа во Холандска амбасада. Јас сум репортер за албанскиот дел за International Crisis Group 2001 година, што со директор, представник тогаш американец. Со Едвард Жозеф? Значи, пред Едвард Жозеф, Бренда Пирсон, значи исто таа ми била директорка, исто така и во NDI. Значи, јас тука сум се едуцирал за политика. Кој е шефот но сум почнал да делувам политички од 2014 година. Кој е шефот на огранокот на Беса во Чаир? Тоа е формулацијата. Точно, да. Демир, како вели, очекувам вистиномер, тоа е она организација која определува што е вистина, што не е вистина и така натаму во Република Македонија. Добиви текст зошто шефот на огранокот на Беса за Чаир и духовен лидер, значи тој е ваш духовен лидер ве тагнува. Ве пинга, што се вели на Твитер, и духовен лидер објавува символика која не е својствена на муслиманско братство. Значи тој е ваш духовен лидер и вие сте представници на муслиманско братство и објавувате одредена символика која не е својствена на муслиманско братство. Значи имате еден директен, еве го, тој е шеф на огранокот на Чаир. Да, значи ние Тој ли е ваш духовен? Тој ли е ваш духовен лидер? Не, ние сме заедно тука, јас сум со господинот Љузем Исмаили кој беше кандидат носител за општина Бутел. Човек кој е селектор на ракометната репрезентација, мислам, на Албанија и од тука клуб. Значи, тука ние гледаме, следиме една утакмица во Шкупи и знам, сум го видел текстот, јас сум тука со на... Не ли, гледате, Хаджи Мухамед, тука е сима појавено. Значи, тој... Да. Еве ова слика. Значи, поентата е како може да ви смета левица, кога вие символика на левица употребувате, иако сте припадници на муслиманско братство. Значи, тоа е поентата порака да ви се праќа. Не знам муслиманско братство, значи, кои карактеристики и форми на делување нема. Значи, за мене има во такви организации, не сум бил, не сум припадник, разни организации, не знам дали се политички, невладени, така натаму, но значи тоа што сум јас верник е општо познато и моје загарантирано право и на некога ако му смета, мене ми е жал, но ако тие што сакаат да манипулират, тоа не им успеало, пошто и знам дека ќе се обидат на секој начин или да не напаѓат, да не етикетират. Но кога те напаѓа еден човек како дотичниот господин, кој знаеме дека е спомнат и во 27 април и во случајот во Кономските слушувања како име скружаше, нели? Диво населје. Да, во диво населје, да, тогаш се разбира, значи зашто како се работи, но чудно е што е близок пријател на господинот Исмаили, што тој е духовниот лидер на алтернатива. Професорот, да. Што го нарекувате. И на некој начин ги разбирам дека за да може, кога не можат програмски со капацитети, со квалитети, Летики Мехмети го извадија. Тогаш да, вадат. Па му дадо, да, тој се срами, па се извинува на македонците, бидејќи вие сте представник на албанците кој се продава за пари, за торби и така натаму. Па одеше кој требаше да се оправда бугарското вето минатата година, на БГ не се појавуваше на бугарски телевизии, кај што велеше дека ние сме направени од Белград, дека ако не е Белград, ние не знаеме, како гуски у магла сме и така натаму. И гледате, одеднаш во сите медиуми од Нафталин се вади човеков, кој исто е тамо спомнат во таа печатница, и тој е во таа екипа, во тоа друштво, сркал таа чорба. Гледате, значи, може ова да личи дека некоја конструкција, но ова е многу реално и функционира со години наназад на македонската политичка, разузнавачка, подземна сцена. Само може да кажам дека истражувачките новинари може да истражуваат како може порталот на синовите на господин Мехмети да добива финансирање уште од времето на ВМРО, па и другите времења, а од друга страна има други ставови. Значи, кога си во став дека треба да се руши некој си режим и така натаму, а од ваму се финансираш
од такви фондови, се гледа дека све е можно и све има и не сакам ставовите на такви луѓе кои ги знае јавноста да видите сега. Уште еден детал, се извинувам, што еден детал. Синот на господинот Ким Мемети води еден портал, во исто време взимаше плата за ова сум прашал во парламентот како пратеник, од министрот за култура, актуелен пратеник сега Усни Исмаили, од Квадрна алтернатива, или на времето на Асаф, не знам, главно во времето на алтернатива, као советник за соработка со Кина за културата. Месечно, да. И имате вие тоа може да видите да го провериме. Да проверите, значи јас ги имам информации, значи добил не знам кој хонорар, знам дека дали бил или значи Пејемер Хоџа беше соработка, имаше соработка со Кина, Кораш. Не, ама тоа легално е тоа, ама човекот и соработник за со Кина на Министерството за култура, и со партизани зима плата, а од другата страна има и портал што е новинар и сега гради ставови. Сега мислам дека не може да бидам. Не може да има и аналист и пратеник и политичар. И со партизани и со германци со овие. Па со сите, да. И со партизани и со германци во цела ова работа. Марк Руте. Доаѓањето на Марк Руте. Вие работите 12 години во холандска амбасада. Работите заедно со Артен Груби. Милуваат ВМРО-вските портали, ВМРО-вските медии да го нарекуваат премиерот на македонската влада, Артен Груби, или тоа е пораката која треба да се прати. Дуи и Артен Груби владеат со Македонија, а дека Заев, СДСМ и сите други кои се во таа влада се уценети. 12 години со Артен Груби. Кој го прави контактот со вас? Вие да го смените мислењето. Ајде да се вратиме. Прво, може ли да дефинираме ваша чура, што функција има во партијата Беса? Он е член на огранокот во Чаир. Значи не е функционер, не е високо функционер, раководство или нешто че не бидејќи се не може иззето дешурата, ептен тоа би било јако, има и случаи да. Името синот на Кимблијата зема и пари ние сме не сакавме така да функционираме како ќе бидете сега, не знам, иако имало и кај нас некои пропусти, но само да дефинирам дека јас имам работено стварно 12 години. Артан не знам која година дојде во амбасада, значи не работел толку долго. Тук подоцна заминува на амбасада постојање тепачки на кале. Гледате, кога се дуи ВМРО на власт, ние имавме перманентни тепачки. Тепачки по автобуси, тепачки на кале, Смилковски езор и така натаму. Да. Во мандат на оваа влада, реално да збориме, вие кој сте дел на таа влада, немаме меѓуетнички тензии. Дали тоа на штета на македонците можеме да разговараме, но меѓуетнички тензии нема. Што испаѓа дека биле вештачки. Што испаѓа дека ако било мандат на ВМРО и ДУИ, и имало инциденти, ги знаеме тие работи, сега ги нема, а ДУИ се уште во власт, дека не е до ДУИ, иако ние по секоја цена сакаме да ги рушиме така натаму. Значи се знае враководната позиција во влада, се знае дека е лицето кое е делегирано од најголемата партија или кој е мандатар во овој случај. Марк Руте доаѓа, точно, холандскиот премиер, така, еден од трите клучни играчи личности на Европската унија. Да. Еден ден пред правење или пред неуспехот на ново парламентарно мнозинство. Дали вие сте имале средба со Марк Руте, бидејќи тоа е едната шпекулација дека со Марк Руте сте имале средби и дека тој ви има убедено да не гласате за паѓање на владата и за правење на ново мнозинство? Не сум имал средба со господинот Руте, колку што знам, било планирана посетата доста пред време, исто како што е планирано Елиса Ескобар што ќе дојде од САД, високиот представник во декември. Со тоа што јас имам редовни контакти со представниците на холандската амбасада и со самиот амбасадор, имав во септември последна прилика, се сретнавме кај резиденцијата на писател Преднадовски и изборувавме долго на овие теми, на темите на интеграција и така натаму и со сите други амбасади. Значи јас сум бил во секогаш кога сме пред големи одлуки Васка. И кога се налетам на уставните промени, кога Беса како опозициона партија ги поддржа промените, го поддржа процесот, сега сме членка на НАТО, имаме гарантирана безбедност како држава. Знаете, порано цело време размислувавме дали ќе нападне
Србија да земе пола или четврт, или Бугарија и Грција, па и кај македонците размислувањето Албанија како непријател, не знам, Косово и така натаму. Да, сега тоа е веќе со членството во НАТО, што е една голема вредност и достигнување на народот, на државата, но и политичките партии кои беа актери, меѓу кои и БЕСА како опозиција, значи била многу ни гарантира сега дека сме гарантирани и тие теории на конспирација дека поделба веќе нема. За гарантирано Значи јесте немале средба со Марк Руте. Значи со Руте немав, но имам редовна комуникација и со американската амбасада, со Кој вас ви сима јавено вечерта пред да го смените мислењето? Видете, јас не можам да кажам име и така натаму, бидејќи не е коректно. Ви се јавија? Па, видете, ние сме во комуникација, да кажав редовно за сите. Вие напишавте го од Америка. Пред сите големи... Од кој ви избрка? Па, како што кажете, албанците и сите, сме, ја сакаме Америка. Вие безмалку се однесувате како некој министар за надворешни работи. На некоја држава која преговара со македонските власти. Вас така ве примат на највисоко ниво, имате обезбедување. Така да вие станувате една вип личност на македонската политичка сцена. И велите, имам гаранции, таа е вашата формулација, дека ќе добиеме датум за почеток на преговори на 14 декември. Да. Нешто сега почнувате да калкулирате, не сте толку категорични дека ќе добиеме датум, но кога беше овој настапил на ваша пресконференција, рековте имам категорични информации дека ќе одговорам, значи јас зашто ги имам средбите како пратеник. Јас се чувствувам, се чувствувам како пратеник на БЕСА, која се уште е дел од владата, но ако тие решиле дефинитивно да ми исклучат, вие сте се фирма поединец и да ми исклучиле, јас сум сепак еден пратеник кој треба да Павле Тренов, ама никој Павле Тренов не го прима така. Кој треба да се обезбеди дека ќе продолжи, ќе имаме континуитет. Мојата одлука и моето негласање на кој ви кажа дека ќе добиеме датум за беше заради континуитетот. Добро. Се сретнав со премиерот да добиеме од него гаранции дека ќе одиме континуитет, дека ќе направиме се да продолжиме тоа што го почнавме. Со господин Осман исто и сега почнавме една платформа за движување за интрапарламентарна соработка на пратеници. Кој ви се јавува да ви каже дека Македонија ќе добие датум за преговори на 14 декември? Една од информациите за колку е ангажирањето сериозно, еден ден и сопругата ми вели дали го слушна председателот Макрон за неговите изјави. Вие знаете дека он дал инструкции во сите амбасади во Брисел и во другите земји да се работи максимално за да се добие датумот и да се надмине проблемот со Бугарија. Имаме сад администрацијата максимално ангажирање до бугарскиот амбасадор во Америка. Имате сега Касиот Режепи кој вели имам информации од дипломати што се тука високи дипломати. Бајден, Макрон и Касиот Режепи работат на решавање на спорот со Бугарија. Значи они работат тие администрации, тие држави, тие лидери. И касниот вели дека исто во комуникација и со лидерите од политичките партии од мнозинството и овде. Сум имал разговори со господинот Амети, сум имал со Талат Джафери, сум имал со други, сме разговарале. А да не сте били во Зајас? Не, никогаш не сум бил во Зајас. А не сте били во И баш ми е криво, пошто некои лидери таму оделе? Спиеле, виселе, а од ова страна го критикуваат. Па знае јавност, за кои се работи, за најголемите опозиционери, после 2016 година изборите, кога требаше, биле таму и други, можеби што не ги знам, па и овие сега што ми исклучуваат, мислам дека се сретнуваат последните денови со него, ама не јавно. Јас сум имал средба во собрание, и сум имал информации за моментумот на датумот, на разговорот со дипломатски представници. Во моментот кога потпишавме, тој ден сум контактиран. И ми е кажано дека ако нема континуитет, за датум е прашање и тоа ние знаеме дека ја кажаме на номера дека потпишувам дека нема да биде. И да не испадне дека јас сега нешто зборувам и нагаѓам, па нали беше министерот за надворешни работи на Полска. Председателот на Полска, министерот за надворешни работи на Австрија. Да, на Австрија. Па што кажа он во линијата, још што сум го кажал. Премиерот на Холандија. Премиерот на Холандија беше председателот на Полска. Тие го кажуваат истото. Друг момент што не го спомнавме, промената на составот на мнозинството на владата
во Бугарија и ние во недела имавме избори, видете кој победи. Значи проамерикански сили кои веднаш дават изјави дека тие веќе нема да имат ваков пристап. Господин Реджепи, има една спекулација дека победата на Билал Касами всушност е некој внатре коалиционен договор, без да има еден пратеник помалце, односно да има 3 место 4, а за мир во куќа во коалицијата, бидејќи повеќе од 90% од луѓето кои живеат ето беа незадоволни од работата на Теута Арифи, дека Али Ахмети и прекјутно Зоран Заев се согласиле Билал Касами да биде градоначалник. За мир во куќи и за опстанок на таа владина коалиција. Имате ли чувство дека вие ја изневеривте таа владина коалиција? Мислам дека не, значи тоа има многу работи што треба се разговарат помеѓу владините партнери, доколку и обстанат, за да ги дефинират за во иднина да нема такви пропусти да дојде до некаква слична ситуација. Не верувам дека имало значи координација, знам дека имало ангажман и многу е битно тетово значи за престиж кај албанските партии. Така да јас дури го сретнав господинот Ахмети на отварањето на Истгейт и му кажав те победувам во Тетово и тоа се случи и он ме честита многу коректно после изборите. А што се однесува до четвртиот пратеник, ние имавме разговори со премиерот Заев пред изборите, можеше таму да се договори, да побарат мои сопартици дека ако Касами стане председател, да се, пошто следна е пратеничка кандидатот Беса, да се повлече кандидатот, тоа не било случај и во овој мандат сме имале, кога се повлегувале и да имавме 4 пратеници од Движењето Беса. Некој не го размислува тоа, сега ми информација дека сега го бара. Сега го барат. Легитимно е добро нека го бара и се надвам. Сега сака да останат во коалиција? Па сега зборуваат со комбинација дека еден од условите да биде и овој третиот сега, нели, пошто мене ме избркале. Сега вие сте СДСМ. Сега вие сте СДСМ. Не, да, јас сум сега ако тие се изјаснат дека јас не сум нивен пратеник, тогаш сум независен пратеник и ми дава и за право да имам јас и контакти и да прашам новата влада кој ќе биде мандатарот, кој е програм се да определи. Гледате ви алтернатива, значи е пред врата, секој ден сака да влезе. Немаме ништо против, ни јас немам. Но ако го скршне курсот, нели зборувавме за овие работи, ако дојде ситуација да се скршне курсот, ја не сум дел од таа мнозинство. Останавме кај подписите. Добро. На 4 листа се подпишувате. Така. Не пишува горе за што се подпишувате. Не. Се слуша телефонски разговор помеѓу вашиот генерален секретар Јанит Хоџа и вели дека разговара со Армен Таравари. Пред да дојде списокот. И доаѓа списокот. Кој го носи списокот? Господинот Александар Николовски, попредседател на доаѓа во вашето партиско седиште. Во нашето партиско седиште, во канцеларијата кај што сме ние во моментот од највисоко председателство и кај што требаше да дебатираме за ова, он доаѓа толку бргу да немам време. Јас поставив 4 прашања и ми се нафрлија некој од колегите, само се буниш ти, значи да не дадат одговор. Во меѓувреме дојде господин Николовски и кажува, еве, ние ќе почнеме, и таму он спомнува за прв пат 4 опции. Значи, едната опција е интерпелација, гласање недоверба, втората опција е список за барање на мандат со 61 кај господинот Веднаровски, третиот лист е за спикер, собрански спикер да смени. И четвртиот лист е за предвременни избори. Во тој момент, значи имате 4 опции. 4 опции он спомнува за прв пат. Во тој момент јас седам до генералниот секретар Хоџа и му велам што зборува овој за 4 опции. И он само му довикува дај само тоа што е за интерпелација. И он ги дава пак 4 листа. Значи, еден лист да ти даде без наслов, не значи дека е наменски. Значи, всушност разговарате само за интерпелација и смена на власта. Да, но кога доаѓа Николовски доаѓа и спомнува 4 опции. Значи, за ново мнозинство. Јас се побунувам тивко бидејќи ми е срам пред господин Николовски да докажам дека или можеби он знае, не можеби некој се представил дека е бос во партијата и он што ќе каже и само ги има на копшиња пратениците. Тоа се 4 подписи на 4 различни иницијативи. На 4 различни бланко листа кои што немаат наслови со овој опис. Ама ние не знаеме. Значи вие не барате да бидете 61-ви кој ќе даде гол со пета.
Не. како велите. Никако не се зборува. Зашто Мицковски вас ве нарече нов Бајрам Амди. Не сакам да го Нели тоа коментирам, е- значи да имам Ве нарече значи нов Бајрам Амди. така сум од дома Дури имаше- едуциран, не сакам да влезам во такви Дури имаше одредени нели малце хумористични работи на социјалните мрежи, бидејќи наводно личите на Курто Дудуш, дека требало Курто Дудуш во скафандер како овие другите два пратеника да ги донесе таму и владата ќе паднала. Дека немала потреба да ве барате прогласот за киднапиран, само требало Курто Дудуш да го донесат во македонскиот парламент. Да. Види господине Ефтов, значи спомнува 4, ја го прашав му до Фрудо, вика дај само тоа што е за интерпелација. И го дават, а јас сум седнал на крај на масата. Обично како подпредседател седнувам на чело таму кај што беше председателот и генералниот и другите, генералниот секретар исто така седна до мене, но тука седнав на крајот на масата, бидејќи и во разговорот не ми се допаѓаше работата. И го дава списокот, го подпишува пратеникот Фадил Зендели, без ни едно прашање, подпишува господинот Басиле Бајрами и доаѓа кај мене листот. И во тој момент јас или треба да подпишувам и после тоа да се објаснувам, пошто ова е бланко. Ова можеше да биде да се носи за некој, да речеме, предлог закон за укинување на албанскиот јазик или за пошто со 61 ти можеш да поднесеш нели иницијатива и така натаму. Прво не беше некоректно што не беше дефинирано зашто. Или да подпишам да се консултирам. Ја подпишав. Зошто? Подпишав во тој момент. Зоран Заев дал оставка. Не дека без Зоран Заев ништо не бидува, но Зоран Заев е човекот кој до тоа време ја водел владата, која ја формирал тој Зоран Заев. Ја мислите дека готово со И владата. кој преговарал. Значи, готово. јас комуницирав со господинот Заев еднаш после оставката и кога зборував со дипломатски представници, кога ми зборува таа вечер кога се дадоа подписите, ја ова го кажував. Сега немаме ни влада, ни мандатар, ни СДСМ. Во протестот што се разговараше имаше неколку имиња кои знаевме дека не ќе може да ја водат владата и не беа гарант дека ќе се почитуваат. Кои се тие имиња? Па сега не е коректно да ги спомнам, Значи, пошто ако не станат тие мандатари сега во иднина ќе им биде... Значи, вие, господин Реджепи, разговарате на потесно председателство и за имиња, правите анализи што ќе се случи кога Зоран Заев? Значи, Гасами беше, имаше средба, партнерите беше Ходжа таму. Дава изјава, остануваме. Дури Павле Тарнов рече го познам Бил Касами, тој е многу стабилен човек, да си дозволи ваква авантура. После тоа имаме координација во Тетово, во канцелариите, кај што велиме дека треба да продолжиме, но еден пратеник не дошол и рекол јас не сакам да продолжам. Ајде, треба да го убедиме, да одиме во, дури се спомна тука и некои методи, на притисок на него ако он не биде послушен. Тој да чита пред бел зид. И тоа не беше причината и оправдувањето ја зборував со колегите. Зашто не ни кажа? Добро, се извинувам. Па ја викам слушнав што ќе се случеше од другата страна. Ако вие имате, се извинувам, ако вие имате став да останете, став на потесно председателство, имате избор на коалиција, договор за коалиција. Гледате Германија. И утре дента има средба Касами со Заев. И Заев ги кажува некои опции на размислувања и он дента значи после тоа немавме средба, за да не информира. Требаше сега да го, значи продолжуваме по стандардот и треба да го убедуваме колегата кога преку ноќ некој се предомислува. Кој се предомислува? Можеби не е преку ноќ, можеби цело време. Долго време работи. Да, долго време се работи на целата оваа операција. Да. Лете како ви се купи албански новинари. Јас предпоставам дека таму се унгарски пари во наводници влезени. Лете сите опозицијски новинари, активни на социјалните мрежи, точно може да видите албански новинари и точно може да видите од која адреса се платени, која хистерија создава и со Тетовска болница и после и пред тоа и така натаму и така натаму. И тоа што се случуваше кога хистерија во македонскиот дел се случуваше пута 2, пута 3 пати повеќе во албанскиот дел што се правеше. Точно се гледа купени новинари, направени новинари, спонзори, реклами, пари.
пари од луѓе кои су затвори, пари од луѓе кои су притвори, кои требаше да направат се да биде срушена владата. Тоа не значи дека владата не треба да биде срушена, демократски е да се руши влада. И ВМРО да помане. И има механизми како. И има механизми како тоа треба да се прави. Нормална држава, Италија пага влада на секој 50 дена, што се вика. Чешка се смени влада, тоа не е проблем. Јанша беше опозиција, без избори се врати на власт. Тоа нема никаков проблем. Меѓутоа, кој вас ви убедува, вие ставате 4 потписи. Вие не ставате потписи само за интерпелација, вие ставате потписи и за смена на Тала Џафери, и за добивање мандат од... Кој ќе го добиеше мандат? 4 со тоа што утредента, и значи, ово беше зборувано и прашувано, и господин Николовски кажува, планот е да не ги објавиме потписите вечер, за да не има шанса, нели, мнозинството да се нафрли, за да врши притисок. Да. Олово или сребро. И ќе биде утре, бидејќи кој ќе се ги објавиме утре, не, ќе информираме утре другите партии, некои од мнозинство што се спомнува дека се спремни да бидат дел од 61, и тие да бидат инспирирани и ќе влизат тие со тоа што левица нема да биде. И утре дента требаше да седне Мицковски, Села, Гаши, Касами и председателот од партијата која ќе има спремност да го сака да влезе во коалицијата според нив, општо јавна тајна да ЛДП, и да дефинират кабинетот, кој е мандатар, Значи, јас ви кажа дека ЛДП ќе биде дел на таа коалиција. Да, цело време. Затоа левица, иако беше во списокот, види имаше реакции од алтернатива пратеникот, иако беа подпишани, моментот беше дека ќе биде и Марк Руте и ЛДП, но не ќе се поближе после и нема да биде дел од мнозинството левица. Марк Руте е представник на демократите и либералите во Европскиот парламент или во Европската унија. Тамо припаѓа и партијата ЛДП, кај што е Горан Милевски. И се смета дека едниот крак на притисок е врз партијата на Горан Милевски, а вториот притисок е врз вас, дека холандјаните или холандската врска, а секогаш кога збориме за холандска врска, мислиме на Лондон, на Велика Британија, бидејќи тоа се поврзани. Кралски семејства, бизниси, политика и така натаму, секогаш Велика Британија во рамки на Европска унија делувала преку Холандија, дали било Ханс ван дер Брук кој доаѓал овде во Република Македонија, а во НАТО делувала преку Норвешка. Тоа е таа линија на британска дипломатија, дека вас ви убедил и дека го убедил Горан Милевски да не влага во тоа ново мнозинство. Што значи дека меѓународната заедница не дала зелено светло за менување на власта во Република Македонија. Меѓународната заедница не даде зелено светло и тоа го знаеме ние и не мора да ни кажува, значи лично Руте да има следба да ни кажува, пошто и тие беа дел на наши сојузници во овој пат на интеграциите, значи тие помагат и сакат државата да оди напред, не назад. Тоа нели можевте да го видите? Дека тоа е класичен руски и српски ракопис кој се случува во Република Македонија. Па ИФМС ви прави анализи, ви објаснува колку пари се влезени, 160 портали, пари, имате non-paper. Многу брзо се одвива настаните и стварно, значи затоа и ова брзањето. Значи некој сакаше во брзина да многу брзина и затоа и тие не ги предвидија сите значи опции за да направат резервна, не се спомнува и другите да ги обезбедат во случај да фалеше како што фалев јас. И јас тука, значи од брзањето, од инсистирањето кај мене почна да пораснат сомнежи. Зашто се инсистира да решиме тој ден? Што се случува? Петокот потпишувате? Не, само тоа ви кажам, во петокот потпишуваме и се кажува дека утре дента ќе треба да се има средба на лидерите за да знаеме што после, нели? Првата фаза интерпелација и владата. Тоа е сабота. Да. И наместо да стигне сабота, навечер гледаме слика објавена со господинот Апасиев, Африм Гаши, Николовски, Арбан Таравари, Аријанит Ходжа, не знам дали пропустив некој, и кажуваат имаме ново... Мислам дека пратеникот од Алијанса на албанците... Да, и Снопче, да, и колегата Снопче, да. Да, значи, ја како подпредседател и висок функционер и пратеник и координатор на пратениците кои стискаат копче, не бев информиран дека навечер ќе оди господинот Аријанит Ходжа и ќе договара или дека имал мандат да договара ново мнозинство со тој и да го убива тоа што го објавија. Во тој момент, значи, добивам повици и од пријатели, од функционери, но и представници на меѓународна заедница со кои соработувам и ме прашуваат што правите
дали што е планот, дали само рушење или нели влада и така натаму. Пошто провелуваше во планот нова политичка влада и ние инсистиравме ако се направи нова влада да биде долготрајна за да има реформирање со можност дуи да биде надвор од таа комисија. Да го демонтирате дуи. Да. За да на изборите да одиме малце на фер плей, пошто нели нон-стоп се жалат партиите дека користи инструменти средства, дуи и така натаму. Привилегии на државата, да. пари и така натаму. И јас почнав да објаснувам значи во комуникација и со сите и нели ми кажува како левица, како може да со левица кога вие сте на тоа земја, а левица нели јавно е кажува дека против. Но добро, вие сте, пазите, внимавајте. Са левица ви смета, а партијата која беше синонимна за робена држава. Значи во извештај на Европска унија се дефинира. Значи партијата ВМРО-ДПМН е синонимна за робена држава која 2016-17 година е дефинирана во извештај на Европска унија. Да. Европската унија го дефинира Facebook профилот на Христијан Мицкоски како профил кој шири лажни вести. Обединети нации, Чешка, Словачка, нема кој го нема демантирано за лажни вести Александар Николов. Значи тие не ви смета да правите коалиција. Васко, кој тепа во македонски одбор, а ви смета левица бидејќи има вербални ставови дека е против НАТО и против ЕУ. Васко, ја спомнав левица, го цитирам разговорот дека левица беше првата работа заради НАТО, инаку можеби не им смета на моите колеги и на носителот на овој проект со инсистирање. На мене ми смета, затоа не гласав Васко. Кога господине Реджепи, при крај сме нема, кога вие викате, па ја направив грешка. Кога се случува тој момент кај вас е петок, потпишувате, сабота гледате одлуката, дефинитивната одлука моја, дефинитивната одлука. Пошто и ги имав во предвид дека и овие случаи, дека ќе, значи, ова може да значи и крај на мојата политичка кариера. Но некогаш вреди, луѓето жртвувале живот и не политичка кариера. Знаев кога ќе се одвете работите, крај на одлука ден пред гласањето. Значи во четврток требаше во среда. Во среда ја носам и после почнувам да имам уште неколку консултации и после почнувам да решавам како ќе делувам. Мислев да одам, нели, да присуствувам, на крај решавам да најдобро да се само изолирам, да се исклучам, не ќе можев да го издржам притисокот. Кој ве снима со мобилен телефон, ве снимат? Сам јас држам ко селфи, ме разбирате? Вела дека мобилен телефон вас ви е исклучен. Ве барат на мобилен телефон, не може да ве добијат. Ја барат ваша сопруга, не може да добијат. Да, брати, точно. кој е член. Да. Сите, јас кога отидовме, реков, слушате сите телефони. Сега ви е исклучен телефон. Ја имам два броја. Со што снимате? Ако ви е исклучен телефон. Телефонот да го исклучен, ти можеш да снимаш, пошто камерата така, работи. значи има таков телефон, добро. Не, па вие секој добре, телефон. ако го исклучам кај мене, не можам да снимам. Значи да. Не, вака, значи го уклучувам јас телефонот. Значи само за снимање го уклучувате. Уклучувам, се снимам и после тоа и за аплод нелите по мојата страна. Вие го аплодирате тоа или некој ви помага? Не, ја го аплодирам, значи лично. 9 пати велите читате. 9 пати пред тоа, значи прво го снимам. Значи пред ја гледам дека нонстоп има тензија и така натаму во телевизија, пошто следам. А вие следите? Телефони не, сите таму и гледате. На телевизија, да, од првиот ден. Значи тој ден мислам дека затоа бев и на преглед вчера. За среќа, значи не се работи за корона или нешто, имам еден бронхитис, но мислам дека е последици на пушење на многу цигари тој ден и на стрес. И јас следам и гледам дека се билда тензија, дека ме киднапирали така натаму, мора да направам нешто. Иако и мои блиски пријатели, таа снимка, уморен, значи блиску, со листот, не ги убедил дека не сум во тој момент. Значи тие веруваат и пријателите дека сте киднапирани? Да. Ќе ви кажам кога најблиските пријатели и високи функционери сфаќаат дека не сум киднапиран. Во моментот кога тие пријавуваат во институции, но и во дипломатските представништва. И се јавуваат во важни амбасади да пријават и не добиваат повратен одговор дека може би е таму, може е ваму, значи е молк и сваќаат дека некои повисоки кругови знаат дека не сум киднапиран.
И тогаш се смируваат и знаат дека не сум киднапиран, и тогаш почнува кивноста зашто не предаде и што не направи. Тога се менува дека дека се купен. Што е разбирливо, да, и ги сваќам, но продолжувањето и ден денеска, инсистирањето на непартиципирање на владата во која ние сами сме, само исклучување, пазете, ја имаме алтернатива како луѓе што... Билалка сами доаѓа од Тетово. Да, го видов дека дојде и даде изјава. Изјава дека сте киднапиран, дека ќе оде ќе прејави во полиција. Да, и он беше физички, да. Христијан Мицковски, бидејќи тешко го поднесо неправењето на ново мнозинство, оди на операција на мрсно ткиво. Тие значи беа подготвени дека... Видов и тоа, да. Тие беа подготвени дека направат нова влада. На брзина, бука. Не беа подготвени, тие направија нова влада во нивните очи и глави. Веќе има поделено ресори, има поделено премиерски, министерски места. места. Имаше некои, нели, виде, бројчано имаше, а после тоа ќе се договореа, значи, по-конкретно. Пошто квантитетот се договара прво, па после се оди во други работи. Обично така се функционира во преговори. Морам уште да прашам. Дали не сте уценети поради некој досие за муслиманско братство, за ова организација Класа на добрината, за одредени радикални исламски форми, за некој работење и така натаму, дали ви се дадени пари? Се спомнува некоја сива торба, кај вас 2 милиони евра станува збор, иако вие сте повеќе по Америка, ви требало $2 милиони, меѓутоа 2 милиони евра станува збор. Ако веќе не сте киднапирани, дари барем... Ја бев кандидат во парламентарни избори 2016, бев кандидат во 2020, бев кандидат во 2021. Зарем немаше барем некој портал, спин да направи? Еве имаше еден тука. Не. Дека сте уценети од Изет Меджити, со одредена снимка дека помагате на Висар Гани од 2017. Во предизборна период. Значи, пари како сте земале. Кога си во кандидат, тогаш против кандидатите мора, ако имаш нешто некој досет ти вади, како што вадели. Зошто? Ама ова излезе сега дека сум ова и тоа и така натаму. Уште 2014-15, кога вие сте формирани ко БЕСА, нека сте 2014 година. Да. Тогаш и ТВ шења се прави, многу пари влага. Тука Мухамед Зикири го напуштал sa тем телевизија, сега завршува СДСМ генерален секретар на влада и така натаму беше потпредседател на влада. Меѓутоа, тогаш преку турска амбасада, преку една турска линија, Давутоглу е тогаш мислам министар за надворешни работи, подоцна и премиер, се прави еден политички... Се одделува после од Ердоган. Да, се прави еден политички проект. Имате многу пара. И тогаш главните замерки на тогашниот министар за внатрешни работи Митко Чавков беа и од ДУИ, и од неговата партија која подосна паѓа од власт, и од села. Дека немало контрола на парите кои преку хуманитарни организации под контрола на БЕСА, едно тие ова што спомнаме Класа на добрината, се корумпира албанското гласачко милје. Па дури излагат албански аналитичари кои велат БЕСА, борам за БЕСА која е компактна, која не е поделена, не е албанска партија, туку е муслиманска партија. Тоа беа формулациите кои се дава. Дали многу пари има преку вас споминато, пошто вие сте биле за меѓународна соработка во БЕСА, и дали поради тоа можеби не ви оценуваат сега? Значи, јас не сум бил одговорен и во времето од почетокот на БЕСА и сега не сум овластено лице за финансиското работење и немам увид. Ошто ја знам општата сума што доаѓа во преку финансирање на партијата. Не знам колку имало, дали имало екстра и така натаму и какви пари, ако имало. Има институции за тоа, стварно, како одговорен политичар и пратеник, не можам да спекулирам, не можам да зборувам во основа на кажувањата. А што се однесува до ТВ шења, факт е дека опремата првична беше од медиум, што може ги купиле, немам информација, тоа е приватна телевизија, од турска и програма, не ја следам, имам многу мала гледаност. Не знам дали има сега, дали функционира. И функционира, спекулации кои тога се прави. Како портал да речеме, никош не ме поканила мене после поделбата. Што не рече? Ни еднаш. Сосема на крај, што ќе се случи? Алтернатива преговара со владата. Се гледа дека алтернатива сака да влези. Да. Она крило што го спомнавме, што го дефиниравме против влез во таа влада и прави одреден притисок. Вие во БЕСА сте 3 пратеника, едниот пратеник
уште претходно не сакал да коалицира со СДСМ, Да, категорично. Овој вториот пратеник сака да коалицира со СДСМ или со ВМРО? Со вториот пратеник или првиот или како сакате, значи со едниот од колегите имав средба. Бастер Байрами. Со господин Байрами не сум имал средба, пошто му пишував он колку што имам информација надвор од земјата. Го чекам да се врати и да се видиме, стварно бевме добри пријатели и се уште јас го ценам како многу близок човек, да дебатираме, да му објаснам и на него има морална обврска што се случувало со сите детали и да го прашам за неговиот став. Додека со господин Зендели имав 2 средби во собрание и се сетнуваме као стандардно, као нормално. Значи имаме различни ставови политички. Значи тоа е на страната на ВМРО да помане сега. Па не може да кажам време, но ВМРО туку тој не сакаше да се продолжи коалицијата со СДСМ. Да, со СДСМ. Ќе може ли Дури во почетокот кога пред имаме да направиме предизборна коалиција, имаше своји резерви. Со господинот Байрами треба да разговарам. Алтернатива треба да влезе во владата или преговара? Па мислам дека ќе она блиско, значи до влегување, нормално они се паметни, паметно одигра сега. Тие ќе инсистираат владата да трае до крај. Паметно одигра на место да рипнат, кој што сака некои наши колеги од со СДС, хајде веднаш со ВМРО. Како вие они прават транзиција, дека анализираат, па гледаат дали опозиција. 10 дена гласа, пред 10 дена подпиша против Заев, не може сега да влезат. Со тоа што они сакат, они се исто така, они сакат што подолго да трае и ако може да трае. Меѓутоа некои нивни директори не се сменети ако не се во коалиција. Многу некои нивни директори не се сменети од функција. Директори од алтернатива, актуелна значи алтернатива е многу карактеристично за нив, значи многу паметно, прагматично функционирале, биле опозиционери. Значи Заев се ги држал отворени врати. Не знам дали Заев треба да прашате, опозиционери, а оваму имале функционери во извршната власт. А ние како БЕСА, некои од нашите назначени договорени позиции не успеа да се реализираат и за жал и за овие луѓе некој излегува без некој да го започне мандатот. И сега со БЕСА што ќе правиме? Ќе може ли БЕСА да продолжи да функционира или ќе се стопи со Алијанса на албанците? Не, БЕСА, движењето БЕСА ја добила 2 општини, значи имаше добар резултат. Имате Желино, имате Тетово. Имаше добар резултат, значи концентрирано во тој дел. И има најави, нели, според изјавите на некои челници, дека ќе сакат да влизат во коалиција, на некој начин се да сменат алтернатива. Ај се алтернатива да биде во власт, да ги има сите бенефиции. Суморивте вие се од власта. Сите бенефиции, да. Суморивте од власта, и сега они да играат опозиција со Алијанса и сега да го рушат дуи, дека ќе ојачат преку опозиција. За мене не знам, не сфатливо. Гледате каква намешталка ви направија во државната изборна комисија. Стравична намешталка ви направија. Бидејќи Желино беше искористено како лакмус, како катализатор да излезе Ранит Хоџи да рече се растура владата. Прито тамо не гласа само СДСМ и ДУИ за прегласување, сите гласа за прегласување. Така е? Точно така, само еден член не присуствуваше, да. Ама од сите партии, и ВМРО и Алијанса. Зашто ВМРО и Алијанса кога знае дека ние ќе направиме ново мнозинство? За да ви дадат повод. Не, зашто тие не гласаа против, туку дозволи да се прегласува. Тие значи го обезбедиле за да бидеме ние изиретирани до максимум за прегласување, за да ние излеземе, за после тоа да ние по секоја цена да сакаме да им помогнеме тие да дојдат во власт, а ние сме во власт. И на крај ние да излеземе заедно со нив, да се солидаризираме. Ја знаете таа приказна така со човек со еден чадор и еден пријател негов што е гледа без чадор и овој го затвора чадорот 20 да киснат. А не да бидат под 20 да под чадорот. И ние тоа го правиме. Да излеземе ние за да не се чувствуваат погодени, повредени ВМРО или Алијанса. Што јас не верувам дека заради тоа, туку има некоја друга причина што мора така да биде со сите нелогични анализи, БЕСА да биде во опозиција, алтернатива да биде во опозиција. Господине Реджепи, и Алијанса, и ВМРО гласа за прегласување Желино. Точно. Желино се користи од Ранит Хоџа како мотив да се растори власта, че тоа не е операција која плукни залепи. Тоа е операција која е работена со пари и со стратегија подолг временски период. И јас не се согласувам дека тоа е направено преку ноќ.
Немам информации, значи не може да кажам дека е така, постои значи сомнение и чувството е такво, но ако немам аргументи не може да кажам. Битно е еден момент што при пресконференција кажува дека заради Желино Ке се напушти влада? Ние ќе напуштиме влада и кога го прашуваат новинарите што ако Управен суд. Да, го поништува, а ова ми беше кажувано и мене од луѓето што зборував и со функционери и со дипломатски представници. Тој вели и да биде вратено, и ја нема да бидам. Значи, он дава една изјава која не е одговорна од одговорен политичар, пошто не може он да реши, знаејќи дека ако он поднесе оставка као генерален секретар и како единствен министар, тогаш ја става по незавидна позицијата на БЕСА, на некој начин да се врати. Но сепак, не знаеме Желино дали ќе се врати као добиено или не, и Заев се уште во оставка. Заев ја одложува оставката. Желино и припаѓа на БЕСА. Ние пак сакаме на брзина, да не користам наши квалификации, без многу објаснувања да се соберат потписи и да не знаеме кај одиме. Овие сите информации заедно со помошта на консултации со нашите пријатели, дипломатски представништва, што се тука, а и што се наврз земјата со кои сум работел, да си имам од 94 година до 2010 година сум работел во меѓународни организации. Имам многу пријатели. А мои луѓе со кои преговарате? Александар Николовски. Не сум преговарал, ја сега ни тоа преговарав. Сте подпишале? Да. Он само донесе, се подпиша во негова присуство. Антонио Милошевски. Владко Ѓорчев. Така. Па тие протестира против педагошки факултет. Па тие веле канџите на албанците. Знаете сега што пишуваат? Отко вие излеговте и не гласате, не направихте кворум. Во Кучи, се извинувам, само цитирам, во Кучи и во Шиптар нема верба. Тоа истите луѓе кои вас нели ве величаа во херои кои ќе му даде гол со пета. Толку трае додека сте им потребни, тога сте нели прифатливи, добри. Во моментот кога нема да им бидете потребни, грст на омраза. Значи тоа не може да се смени. Значи тие луѓе, па те протестира против педагошки факултет кај беше вашиот татко професор. Тоа е Антонио. Александар Николовски е председател на средношколска младина, подоцна станува председател на младина на ВМРО. Тоа им беше трамболина на нив, после од преку УМС и еве сега кај стигна, значи високи функционери, некои биле, како господинот Милошевски, што не јас, ова не сум читал вакви работи, сум читал дека ме предлага да бидам амбасадор во САД во Вашингтон, што како бивш амбасадор, значи ги препознава моите квалитети, јас сум член на Комисијата за надворешна политика. Видете Васко? Не пише Антонио Милошевски, јас велам луѓе кои се ботови на таа партија. Така, да. Значи дуглото на таа партија. Видете, ние знаеме да. Значи не веламе дека они пишувале. И со моите сопартици, за жал, гледам дека во последните денови, значи пишуваат навреди портали и лица кои што знам кои се по име. До вчера заедно бевме. Значи, користат и кои се блиски на високи функционери. Јас знам кој го кажува тоа што го кажува X персона што е активист. Во секој случај, јас тука е исто и еден од компонентите. Ме за малце кадарте власта. За малце кадарте власта. Јас размислував да им дадам на проруски партии. Значи тоа на што јас не можам да го разберам, да го сватам. Значи Црна Гора се случуваше тоа. Значи беше нормално дека ако Србија и Русија го прават тоа во Црна Гора, сега на Србија им се ослободат одредени средства, логистика, време, ресурси, така натаму да го прави во Република Македонија. Тоа е нормална работа, цела логистика беше ставена. Тоа не може да не го видите. Ние се боревме поради тоа и бевме активни и протестиравме на улица. И потпишавте на крај. И на крај потпишавте. И направивме коалиција и вие промената. И вие на крај потпишавте. И на крај ви кажав под кои околности потпишав. Ве тепа и пак потпишавте. Значи колку поише ве тепат, колку поише ве тепат, толку поише. На крај не е битно дали потпишав или не. Битно е што не падна владната коалиција. Битно е дека како народен пратеник Мисел Банка единствен во оваа ситуација пресудив за континуитет, за прогрес, за иднина, а не за враќање на назад. Господин Реджепи, Мисел Банка коите, ако потпишете, нема да ви веруват. Ке барат некој да гарантира за вашиот потпис. Па во банка не дават бланко листови. Никаде не сум подпишал бланко листови, само тука.
Овој беше прв случај да потпишам бланко. Ние сме коалициони партнери, јас сум година и нешто пратеник. Сум еден од во статистика најголем број на предлог закони, на амандмани. Никогаш не сме подпишале да ни донесе некој еден лист, подпиши се. Секогаш доаѓа текстот, го читаме, па дали се согласуваме, па дали е добро, подпишуваме. Само во овој случај ни се дадоа 4 листа бланко за 4 опции. Зашто тоа, значи, така беше направено? Може да предпоставам дека на брзина, па не се промислило. Колку траеше таа средба со Николовски? 10 на 15 минути. И толку се заминува. И он си оди после пријатно. тоа и ние сега чекаме Лидерска средба. лидерска средба на новото Па мнозинство. имаше лидерска средба само без Билалка, сами со Димитар и Пасија. без еден села, да. Без еден села. Па добро, може се направи лидерски смени без да знаете. Не, значи во органите нема, значи де јуре не се, а де факто, Се направи. значи според делувањето се перцепцијата е таква. Господин Реджепи, беше задоволство, повеќе од сати нешто разговараме, многу работи отворивме, кажавме, може нешто остана да не кажеме, но има можност за некои други средби, други интервјуа, многу среќа, се најдобро. Благодарам за можноста и за вас успех со вашата работа. Ова беше емисијата во Центар, интервју со Кастриот Реджепи, 90 минути, веројатно повеќе од 150 поставени прашања, едно интервју кое течи, се надам дека сте задоволни. Ако сте задоволни, ново дружење, ново гледање, ви закажам четврток од 22 часот. До четврток од 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.